Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Бог гледа се. Познат шејк имал многу ученици кои ги учил на разни мудрости. Но во групата имало еден ученик кој шејкот најмногу го сакал и кон кој бил посебно наклонет. Таа наклонетост на шејкот кон ученикот предизвикувала љубомора кај останатите ученици, а бидејќи тој многу добро ги познавал сите негови ученици и ги знаел нивните срца, веднаш ја сватил и разбрал нивната љубомора. Еден ден, шејкот ги собрал сите ученици и им рекол: "Мојот омилен ученик е подобар од вас и во однесувањето и во начинот на кој размислува. Сега на сите ќе ви дадам едно исто задолжение, па од него вие самите ќе можете да видите зошто тој е мојот омилен и посебен ученик. Ќе можете да разберете и да сватите зошто тој е таков каков што е." Шејкот им наредил на неговите слуги да му донесат 20 птици и им рекол на учениците: "Секој од вас нека земе по една птица, нека ја однесе некаде каде никој нема да ве забележи, нека ја убие и потоа мртва нека ја донесе кај мене." Сите ученици заминале за да го извршат нивното задолжение, ги убиле птиците и мртви им ги донеле на шејкот. Сите до еден, освен омилениот ученик на шејкот. Тој не ја убил птицата, тука жива му ја вратил на шејкот. Кога шејкот видел што направил неговиот омилен ученик, го прашал: "Зошто не ја уби птицата како и сите други ученици?" Ученикот му одговорил: "Затоа што нашиот учител рече дека тоа треба да го направиме на место каде никој нема да може да не види. Но каде и да одиме, каде и да се скриеме, Бог секогаш и се гледа. Од него никогаш не можеме ниту во еден момент да се сокриеме. Затоа не ја убив птицата и ви ја вратив жива." Глас на надежда.
Значи, што е тоа стрес и некои практични совети или принципи кои што можеме да ги превземеме и полесно да се соочиме со стресот и полесно да стигнеме до нашите цели, а да не биде тоа толку стресно за нас. Прво да видиме која е дефиницијата за стрес. Стрес е збир на неспецифични реакции на човечкиот организам на штетните фактори од работната или животната околина. А тие штетни фактори од човечкото окружување ги активираат нашите адаптациони механизми или механизми на прилагодување во организмот за тој да се заштити со воспоставување на некоја рамнотежа со средината. Стресор или стресирачки фактор, тоа е настанот или факторот кој што ни предизвикува стрес. И уште два поиме ќе научиме: еустрес и дистрес. Еустрес или тоа е здрав стрес и дистрес лош стрес. Сега разликата помеѓу добриот и лошиот стрес, тоа е всушност определено исклучиво од тоа како човекот ќе реагира на стресот. Значи, дали е еден стрес здрав или лош, зависи од тоа како ние го гледаме и како го прифаќаме, односно како реагира нашиот организам. Традиционалниот пристап во однос на стресот е учење на техники за релаксирање кои се противат на стресот кој што е напор. Меѓутоа, ние само ќе напоменеме, нема да ја променуваме дефиницијата на стресот, само ќе научиме некои принципи, кои принципи треба да ги преземеме за да се соочиме полесно. Стресот не е нешто ново, тоа е нешто што секојдневно се среќаваме, значи е неопходно ни е за живот и за здравието. И една реченица вели овде: единствено место без стрес се само гробовите, што значи дека ние секојдневно ќе се соочуваме со ова. Дефиницијата за здравје од Светската здравствена организација ни вели дека здравјето е целосна физичка, ментална и социјална благосостојба, а не само отсуство на болест или слабост. Што значи дека ние можеме да бидеме и физички болни, и ментално болни, може да имаме и некој социјален проблем, или пак има и социјални болести. Сите овие ќе делуваат на нас. Како делува организмот кога се случува стрес? Делува со три фази. Првата фаза е фаза на аларм. Тоа е како тревога или шок и организмот се соочува со штетниот фактор. Тоа е првата фаза. Првото соочување со стресот. Втората фаза е фаза на резистенција кога организмот ствара отпорност кон штетниот фактор и третата фаза на исцрпеност кога веќе организмот нема сили да се брани од штетниот фактор и му се препушта. Сега имаме акутен стрес, значи тоа што се случува одеднаш, и кај акутниот стрес фазите, овие сите три фази се случуваат, меѓутоа не оставаат последици зад себе, а кај хроничниот стрес тие имаат и последици врз организмот. Еве како делува организмот при акутен стрес. Има лачење на адреналин, се забрзува пулсот, се покачува крвниот притисок, има поголем прилив на крв во мускулите, помалку крв во бубрезите и цревата, се прошируваат зениците и се зголемува мозочната активност. А при хронично дејство на стрес се лачи кортизол и адреналин. Дали ви е познато пептичен улкус и чиреви на желудникот, затоа најчесто докторите ви дават диазепам да се смирите, за да не се лачаете таа киселина која што е подејство на нервус вагус, кој што е директно поврзан со мозокот. И високиот крвен притисок, исто намалено либидо, се јавува и анорексија, се потиснува имунолошкиот систем, а штом се потиснува имунолошкиот систем, тоа значи дека ни се намалува и нашиот имунитет и се јавува една депресија. И што се случува со нашиот организам при продолжено дејство на стресот? Имаме намалена отпорност кон болестите, се јавува психички замор, неспокојство, раздразливост, намалена самодоверба, емоционална преосетливост, склони сме кон употреба на алкохол и дрога, некои користат седативи и имаме загуба на верата и смислата воопшто на животот. Многу луѓе во вакви состојби преминуваат кон погрешни одлуки. Тие пијат алкохол, користат седативи, го негираат проблемот или пак пушат цигари, ја префрлаат вината врз другите, навредуваат, колнат и така натаму. Значи, ова се погрешни одлуки во однос на стресот, како да се соочиме.
Почнуваме со еден од принципите, односно времето, како принцип кој што можеме да го превземеме во наши раце, во однос на контролата, за да се соочиме со стресот. Две работи што можеме да научиме за времето. Прво, легнувајте си порано. Никаква телевизија навечер, затоа што спиењето пред полноќ е најзначајно. Спомнавме зошто. Кај децата значајно затоа што тогаш се лачи хормонот за раст, а кај возрастните затоа што тогаш се случува онаа меморија, всушност она што сме научиле во текот на денот да се стави сето во мозокот. Ки кажете не можам да се менувам. Можеме да се менуваме, само ни се потребни неколку дена, упорност и се ќе биде добро. Второ што треба да научиме за времето е да стануваме порано. Например во 5 часот наутро. Ако станеме во 5 часот наутро, ќе имаме многу време за тренинг, за добар доручек, за малку богослужба, ќе се чувствуваме полни со енергија и подготвени да се справиме со сите предизвици на денот. Потребно исто така да поставуваме приоритети, затоа што успешните луѓе научиле да си поставуваат приоритети. Постојат важни работи и итни работи. Некои може да бидат и важни и итни, а некои ниту едно од двете. Затоа треба да направиме план, да направиме една листа, да не пишеме уште предходната вечер и да ја прегледаме наутро, за да видиме кои се нашите обврски. Треба да научиме да ги распределуваме. И уште последно дека треба да бидеме тврдоглави затоа што ова е процес кој што трае цел живот. Затоа луѓето, они успешни луѓе си имаат своји нотеси каде што си ги распределуваат своите обврски и нема толку стрес, нели сето тоа да го памтат напамет. Бидете вредни. Значи ова е трет принцип што можеме да го преземеме. Што и да правите, правете го од срце како за Господа, а не како за луѓе. Така вели Библијата. И уште еден стих од Мудри Соломон вели: "Оди кај мравката, о мрзливецу, наблюдувај ги незините патишта и биди мудар." Еве што можеме да научиме од една мравка. Нашето време припаѓа на Бога. Значи ние сме одговорни и за тоа. Затоа имаме сериозна обврска да го контролираме. За никој талент кој Бог ни го дал, тој нема да ни бара толку сметка колку за нашето време. Како ги користиме нашите пари? Дали ги контролираме нашите семени буџети правилно? На овој свет има многу сиромаштија и треба да се придржуваме кон принципот не троши повеќе од колку што имаш, или ние како велиме овде она поговорка: пушти си ги нозете колку што ти е долг јорганот. Постојат многу работи кои не се толку важни, кои што може да почекаат, а ние трошиме пари на нив. Многу семени и политички скандали настанале поради овие пари. Многу сиромашни луѓе трошат пари за цигари, за алкохол, за сладки, за безалкохолни пијалоци, за радио, телевизија, весници, модерна облека, глупави играчки за децата, кино, видео или поп музика. Треба да знаеме како да ги распределиме нашите месечни средства, нашиот семеен буџет, да го спречиме одливот на парите низ малите дупки. А исто многу битна одлука за едно семејство, нели, за семејниот буџет е да ги избегнуваме и трупаме долговите. Гледајте да не бидете во долгови, затоа што тоа предизвикува многу голем стрес. Што ни вели Бог во однос на нашите средства, нашите пари? Сега ние, нели, нашите средства се обично парични, меѓутоа нели има луѓе со поголем имот и така натаму, порано се луѓето имале повеќе стока и така натаму. Меѓутоа Бог вели: среброто е мое и златото е мое, вели Господ Саваот. Ние сме сведоци на неверојатни математички парадокси, како помалото е повеќе преку Божји благослови. Бог знае и да не благослови. Тој вели: донесете ги сите десетоци во ризницата, за да има храна во домот мој, и тогаш испитајте ме, вели Господ на силите, дали не ќе ви ги откријам небесните ризници, да излијам благослов врз вас со полна мерка. Значи Бог знае и да не благослови. Псалмисто Давид вели: млад бев, еве остарев, но не сум видел праведен оставен, ниту потомството негово да просилеп. Господ се грижи на вистина за нас. Како треба да се однесуваат Божите деца со парите? Во рацете на Божите деца тие се претвораат во храна за гладните, вода за жедните, облека за голите. Тие се заштита за потценетите и средство за помош на болните. Друг принцип: однос со луѓето. Како ние се однесуваме со луѓето? Дали ни е тоа проблем?
Никој не живее сам за себе. Ние сме создадени како социјални суштества, значи суштества кои сакаат да се дружат со другите луѓе. Некогаш пријателите се повредни од парите. Имаме заповед од Господа, вели: не прави прелюба, не убивај, не кради, не посакувај. И сите останати се собираат во едно правило: љуби го својот ближен како себе си. Многу луѓе читаат книги, посетуваат семинари, бараат секакви совети за тоа како да се однесуваат со луѓето. Еве неколку чекори што можете да ги преземете. Насмевка. Насмевката е најзаразното нешто на светот. Соломон вели дека веселото срце е благотворен лек, а невеселиот дух ги суши коските. Затоа насмевнете им се на луѓето. Друг чекор, благодарам. Почесто велете благодарам, дури и кога тоа не е потребно. Овој мал збор може да направи чуда. Благиот одговор го ублажува бесот, а навредливиот збор го зголемува гневот. Така вели Соломон. Трето нешто, слушање. Да слушаш значи повеќе од тоа едноставно да молчиш додека другиот престане да зборува. Значи не само слушање, туку активно слушање. Активно внимание и емпатија. Да се разбереш подобро и да си сочувствителен и покрај тоа што не се согласуваш со другиот. И едно правило што треба да следиме, прво да се смириме и потоа да го следиме правилото на добриот тон. Значи многу е битно како го држиме тонот на гласот кога разговараме со човек и да бидеме смирени. Како да се справиме со овој проблем? Изберете правилно време и место за дискусија. Размислете пред да действувате. Започнете со позитивните страни. Затоа што кога кажуваме една критика, најдобро е да ја ставиме како во сендвич. Меѓу две добри работи, она критиката да ја ставиме внатре. Не ги омаловажувајте идеите на другите. Не кажувајте лоши мисли, бидете објективни. Немојте да си мислите само за себе, туку гледате ја во целина ситуацијата. Уважувајте ја тугијата гледна точка, дури и таа да е различна. Што вели Библијата за меѓучовечките односи? Не треба да очекуваме сите да имаат исто мислење како нас и покрај тоа што имаме и најдобри аргументи. Библијата вели: не враќате зло за зло или хула за хула, туку напротив благословувајте, зашто на тоа сте повикани за да наследите благослов. И уште во Римјаните вели: ако е можно, доколку зависи од вас, бидете во мир со сите луѓе. Нашите болести, било која болест без разлика дали станува збор за нас или за нашите блиски, секогаш ни предизвикуваат стрес, особено оние кои што се хронични, постојано, кои што не мачат, а исто и ракот. И никому нема да е од корист да го обвинуваме болниот или некој друг за тоа. Бог вели: дојдете при мене сите кои се изморени и обременети и јас ќе ве успокојам. Дали сме загрижени често пати? Дали често слушаме вести за торнадо во некоја далечна земја, неколку сообраќајни несреќи во текот на викендот, туристи киднапирани од терористи и така натаму, посебно во последните денови. Овие вести се навистина тажни, но не треба да не растажат толку колку што треба да не убедат да бараме начини за проповедање на Евангелието, за да се приближи повеќе Христовото враќање и да се воспостави еден подобар свет, каде што нема да има повеќе смрт, ниту ќе има веќе тага, ниту плач, ниту болка. Така не утешува Бог. Еден стих кој што погрешно го разбираме во Библијата. И не грижете се и не зборувајте што ќе јадеме или што ќе пиеме или што ќе облечеме, зашто вашиот небесен татко знае дека имате потреба од сето тоа. Но прво барајте го Божјото царство и неговата праведност и сето ова ќе ви се придодаде. Ова не вели не се грижите воопшто дали имате храна и облека. Меѓутоа ни поставува еден приоритет во животот. Што е она што е најбитно за нас? Тој вели прво барајте го, што? Божјето царство, а потоа сето ова друго ќе ви се придодаде. Како да го зголемиме отпорот кон стресот? Еве повторно се враќаме кон онаа програма New Start. Здрав начин на живот, секојдневна физичка активност, редовно спиење, редовна исхрана со здрава храна, избегавање на алкохол, цигари, наркотици и вера во Бога. И нашиот живот да биде како една штедилница. Стресот може да се спореди со една банкарска сметка. Енергија постојано влегува и излегува. Исто значи нашиот организам. Стрес кој што ни троши физичката и емоционалната енергија. А погрешниот начин на живот, значи сите овие претходни
точки што ги кажа во New Start програмата, ако ги нарушуваме физичките, душевните и духовните резерви, таа банка се троши постојано. Кога акциите во вашата банкарска сметка се исцрпени, вие паѓате во состојба на исцрпеност, депресија, неуспех или во стечај. Ова е свеќе кој што гори од двете страни. Затоа треба да одржуваме позитивен енергетски биланс. Да имаме добар и редовен сон и одмор, чист воздух и здрава храна. Бог вели, и секоја ваша грижа дајте му ја нему, зашто тој се грижи за вас. И добро е да одржуваме добри пријателства. Тие ќе не покренат кога сме паднати и ќе ни обезбедат дополнителна морална, понекогаш и материјална поддршка кога сме во неволја. И добро е да имаме чиста совест. Знаеме дека не сме сами, затоа што Бог ни рекол и ете, јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на векот. Pomoć mi ide od Golgota, Isuse blizu nam. Pomoć mi ide od Golgota, Golgota, Golgota. Pomoć mi ide od Golgota, Isuse blizu nam. Bog gleda solzite tvoj, pozdiški duša ta. Pomoć mi ide od Golgota, Isuse kraj tebe. Pomoć mi ide od Golgota, Golgota, Golgota. Pomoć mi ide od Golgota, Isuse blizu nas. Bližite i tagite tvoj, Isus ti odzema. Pomoć mi ide od Golgota, Isuse kraj tebe. Pomoć mi ide od Golgota, Golgota, Golgota. Pomoć mi ide od Golgota, Isuse blizu nas. Дојдовме до крајот на емисијата Радио Глас на надежда. Доколку имате прашања, совети или предлози, пишете на адреса Радио Глас на надежда, улица Влае, број 42, Скопје. Можете да се јавите и на телефон 077 819 828. Слушајте не повторно во следната прилика. Во твојот дом тој ти зборува преку гласот на надежда и срцето отвори го, спасот прими го. Не чекај, животот минува, твојот Господ те повикува. Дојди таков каков си, време не губи. Дојди
Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.